Благодарам уште еднаш подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми. Еве, не удостои техничкиот премиер да е присутен во салата, најверојатно зафатен со своите Facebook читања на статуси и промена на министри од Facebook статуси. Но да продолжиме понатака околу именувањето на новите министри во оваа влада. Исто како минатата година, пред една година, на колегите од Алијанса кои што така беа забрзани да влезат во оваа влада, им укажувавме во кое друштво ќе влезат, но не веруваа во тоа, кажуваа дека ќе влезеле во влада и од внатре ќе биле опозиција во владата и дека така ќе го растуреле на ДУИ, ќе го расформирале, меѓутоа после една година од нивното влегување во влада гледаме дека Алијансата за албанците се расформира. И сега имаме предлог за министри, не знаеме на чив предлог се овие кандидати за министри, дали се на предлог на Алијансата за албанците која што ја предводи Арбер Таравари, или се на предлог на крилото од Зијадин Села која што има кадрова комисија, или можеби се на предлог на ДУИ, бидејќи ова крило од Зијадин Села очигледно дека е под водство на ДУИ. Не знам како се предлагаат овие министри кога зад нив не стои политичка партија, односно стои едно крило од Алијансата за албанците која стана заложник на ДУИ и така се предлагаат овие министри. Жално е што внатрепартиските поделби во оваа партија се занимава цела држава со внатрепартиските поделби во државата, се занимава техничкиот министер кој што прва одлука му беше да разрешува министри, да именува министри, така како што им одговара на ДУИ. Наместо, жално е што и ние како собрание го трошиме времето за вакви пародии, секоја година влези и излези во влада, наместо времето да се троши, да се донесат вистински законски решенија кои што ќе го подобрат животот на граѓаните, кои што ќе го олеснат нивното функционирање, ние се занимаваме на секоја година кој влегол, кој излегол од влада, ги менувате на секоја година партнерите од влада, па не може човек крај да ви фати, ги поминавте сите партии што се застапени во собранието од албанскиот блок како партнери во владата, па сите ги трнавте, сега на крај зедовте некое делче од партија кое што очигледно е под ваша контрола, наместо да носиме закони, како што кажав, кои што ќе ги подобрат условите на граѓаните, кои што немаше да доведат до оваа состојба денес, да нашите граѓани поради неодговорноста на оваа влада бидат затворени во својата држава, да не можат да излезат и да патуваат надвор, бидејќи некој не си ја вршил својата работа, затоа што е презафатен со менување на партнерите во владата онака како што им одговара нив. Тоа е жално. Жално е што Артан Груби ги координира и овој дел од албанската опозиција, ги координира најверојатно на Вибер група, како што ги координира и директорите, кои што на негово барање сите се разболеа. Така и албанската опозиција најверојатно се координира на Вибер група, каде што му кажува кој треба да влези, кој треба да излези од владата. Пократко образлагање на министри од страна на техничкиот премиер во ова собрание немало, со неколку зборови ги кажа предлозите и дека немало потреба што да се зборува за нив, зборувале нивните дела. Јас не би навлегувал во компетентноста и стручноста на луѓето, меѓутоа прашање е колку овие луѓе за 80 дена можат да променат нешто и колку ќе променат во секторите во министерствата кои што ќе ги раководат.
Кажав дека нема да зборувам за стручноста на министерот за здравство, но прашање е колку за 80 дена тој ќе промени нешто во здравството. Дали ќе, можеби за 80 дена ќе има разрешница за случајот во здравството, во онкологија, каде што пациентите се лечеа со, најтешко болните се лечеа со физиолошки раствор. Дали овој министер можеби ќе го реши тоа? Дали ќе го реши хаосот со паркингот, кој што го кажа претходниот министер, дека не може да го реши затоа што Артан Груби и ДУИ ги блокираат изградбата на тие катни гаражи? Дали тој ќе го реши овој хаос за 80 дена? Нема да го реши. 80 дена ќе поминат веднаш, граѓаните ништо нема да добијат, ќе гледаат само ваков театар, за жал, како што кажав, наместо да гледаат вистински законски решенија кои што ќе се од добробит за нив. Овој министер за 80 дена, јас би посакувам, но тешко е дека ќе го донесе тоа европско здравство кое што го ветува, еве колегиве од СДСМ што ги гледам тука, бидејќи тие беа најгласни за дека ќе донеселе европско здравство, бесплатно здравство. Гледаме дека на секоја година се менува министерот за здравство и здравството ни тони од година во година и никогаш не било полошо во здравството од кога што вие дојдовте и да донесете во оваа држава бесплатно здравство. Донесовте само хаос и безредие во здравството, од кое што страдаат, за жал, граѓаните. Затоа оваа влада е претворена во пародија од влада која што се занимава со меѓусебни пресметки, полоши сте од индиски серии, а зборувате за Европска Унија, европски вредности, но ништо европско не видовме во овие 7 години од страна на ова владеачко мнозинство, затоа што, како што кажав, немаме здравство, немаме образование, децата ни учат без учебници, од кога сте вие европејци дојдени да сте на власт во Република Македонија, децата ни се школуваат без учебници. Зарем тоа е европско и зарем тоа е европска вредност што вие така ја донесовте, што ја ветувавте? Никој не верува во судството, никој не верува во обвинителството. Дојдовме до степен граѓаните да немаат патни исправи. Дали знаете што зборуваме? Немаат патни исправи. Се доведовме во ситуација ние како пратеничка група заради вашето неработење да поднесуваме, да бараме итна седница на која што ќе се реши состојбата со патните исправи за нашите граѓани. Ете, тоа се вашите европски вредности. Европски фронтови зборувате дека ќе направите, но правите само криминални фронтови. По тоа сте познати, по тоа ве препознаваат македонските граѓани. Затоа на 8 мај ќе ви кажат колку сте вие европејци и колку европски ги направивте да се чувствуваат нашите граѓани. Дали се чувствуваат европски или се чувствуваат понижени во сопствената држава како македонци. Тие се чувствуваат понижени од вашите криминални политики, вашите криминални закони и вашите предавства што ги направите во овие 7 години. Ништо европско ниту сте имале, ниту ќе имате во вас. Затоа на 8 мај македонскиот народ ќе ви ја кажи нивната пресуда за вас. Ќе одите во опозиција, а од таму ќе одговарате за се што му направивте на овој народ. Ви благодарам.